Наставна содржина, својства на функцијата f од x е еднакво на a по x на квадрат плюс b по x плюс c. Со помош на апликацијата GeoGebra во исти координатен систем ги нанесуваме следните функции. Y е еднакво на 0,5 по x на квадрат плюс 4 по x минус 1 и квадратната функција y еднакво на минус 3,5 по x на квадрат минус x минус 2. Потоа ги променуваме карактеристиките на квадратните функции и тоа на квадратната функција 0,5 по x на квадрат плюс 4 по x минус 1 со карактеристика црвена боја, дебелина на линијата 6, а на квадратната функција y еднакво на минус 1,5 по x на квадрат минус x минус 2 со сина боја и дебелина 6. Го поместуваме графикот на овие функции да ни биде видлив и потоа ги одредуваме својствата на квадратната функција f од x еднакво на a по x на квадрат плюс b по x плюс c. Тие се екстрем на квадратната функција, потоа оска на симетрија и множество на вредности на квадратната функција кои што својства ќе ги покажеме со овој пример. Екстремите на овие две квадратни функции нека бидат а еднакво и од опцијата наредба преку екстрем, при што во заградата треба да биде полиномот 0,5 по x на квадрат плюс 4 по x минус 1. Односно, екстремот на другата квадратна функција со полином минус 1,5 по x на квадрат минус x минус 2. Ги прикажуваме карактеристиките на точката А и тоа незиното име. Тоа е точката, значи, со црвена боја и дебелина поставуваме на 5, односно точката Б, дебелина 5 и соодветно сина боја и исто така да и го прикажеме името. Потоа ги цртаме оските на симетрија. Тоа се прави преку опцијата права и тоа низ две точки. Екстремот гледаме дека на квадратната функција со црвена боја е минус 4 минус 9 и затоа овдека цртаме права низ две точки, минус 4, 0,
и минус 4 минус 4. Односно, исто така права која што е оска на симетрија на квадратната функција со сина боја, и тоа права која што минува низ точката која што е максимум минус 0,33 минус 1,83, и затоа ги пишуваме координатите на овие две точки. Точката минус 0,33 0 и минус 0,33 минус 0,33. Уште да ги промениме карактеристиките на овие прави, и тоа правата А со црвена боја и дебелина 6, и правата Б исто дебелина 6 и сина боја. Потоа го прикажуваме множеството на вредности како полуправа низ две точки, и тоа едната полуправа со точките 0, минус 9, и 0, 100, односно другата полуправа со точките 0, минус 1,83 и 0, минус 100. За да можеме да ги разликуваме овие полуправи кои што се наоѓаат на y-оската, ги променуваме нивните карактеристики, и тоа полуправата Е со црвена боја, и ќе поставиме дебелина 7, додека пак полуправата F со дебелина 9, затоа што во оној дел каде што се преклопуваат да се разликуваат малку со сина боја. И потоа го прикажуваме динамичкиот текст.